Дај Боже сите денешни вести да се убави. Но најубавата вест за сите нас струмичани гласи вака. Денес е 11 септември, Струмица е слободна 71 година. Има ли поубаво нешто од сознанието дека градот во кој си роден и во кој живееш, градот во кој си растал, градот на твоето вчера, денес и утре, и градот кој го сакаш неизмерно многу, одбележува 71 година од својата прва слободарска мугра. Без малку 26.000 такви мугри се родиле во овој град, без малку 26.000 слободарски сонца ја огреале Струмица од оној 11 септември 1944 година, па се до денот денешен. Нека вечно царува мудроста и слободарскиот дух кај луѓето, та да даде Господ уште 1000 пати по толку мугри да доживее градот под царевите кули, како и сите негови жители што ќе се родат под звезденото струмичко небо во годините и вековите кои се пред нас. Слобода, тоа не е само обичен збор напишан на хартија или едноставно изговорен. Слобода е нешто многу повеќе од тоа. Тоа е нешто што треба да се чува како најголемо и најдрагоцено богатство. Струмица и струмичени треба да бидат срекни што има таа слобода цели 7 децении и 1 година од озгоре. Но Струмица и струмичени треба да знаат и дека таа слобода не паднала од небо, ниту пак некој туку така ни ја подарил. Струмица и струмичени мора да ги повторуваат спомените од минатото, кои велат дека таа слобода во наше име некои ја извојувале со непокор, верба, љубов и пролеја на крв. 71 година слободна Струмица, тоа значи 71 година надградба на традиционалните вредности. 71 година надеж и стремеж кон подобро, поубаво и посрекно утре. 71 година прогрес и растеж и конечно 71 година љубов и верност помеѓу Струмица и струмичани. Сето тоа е убава основа за влез во иднината. Сето тоа е поучно четиво кое треба да се повторува. Сето тоа е убаво парче од мозаикот на севкупното постоење на овој град. 11 септември е ден кој мора да се почитува, негува и чествува. 11 септември е празник, достоен за празнување. 11 септември е јазо кој цврсто ги поврзува минатото, сегашноста и иднината. Секој од овие три нешта не може да постои само за себе. Овие три нешта мора да живеат во симбиоза, како што живеат трите збора кои започнуваат на истата буква Струмица, Септември и Слобода. Почитувани сограѓани, кога зборуваме за ослободувањето на Струмица, тогаш мора да ги споменеме имињата на големите струмички родолюби кои изборија заслужено место во нашата историја. Луѓе кои што не го штедеа својот живот за слободата на својот град и својата татковина. Најголемиот дел од нив не го дочека 11 септември 1944 година и не ја почувствуваа убавината на слободата, но дадоа огромен придонес тој ден сепак да осамне. Нивниот недосонуван сон е наше убаво јаве и затоа треба да им бидеме вечно благодарни. Струмица треба и мора да се гордее со Благо Јанков Мучето, Герас Цунев, Сандо Масев, Јоска Свештарот, Боро Џони, Боро Поцков и многу други останати. Струмица треба и мора да ги почитува и славите имиња, ако сака да биде почитувана како град кој држи до себе и до својата историја, до своите севкупни вредности. Струмица треба и мора да го чува споменот за нив и да го пренесува од колено на колено на идните поколенија струмичани. Вреди да се спастри од заборавот податокот дека од Струмица и Струмичко во народно-ослободителната борба учествувале 3800 борци, од кои 75 ги положиле своите животи во војната. Дека повеќе од 100 биле жртви на фашизмот, а 58 останале воени инвалиди. Струмица даде и двајца народни херои, 11 носители на партизанска споменица од 1941 година. Овие бројки и факти не се за занемарување. Тие сведочат за струмичкиот влог во севкупниот македонски непокор изразен во народно-ослободителната борба. При тоа, должни сме да споменеме дека Струмица даде огромен придонес
во народно-слободителната и антифашистичка војна на Македонија, под знамето на 4-та македонска ударна бригада, потоа на 14-та и 20-та македонска бригада, на Струмичкиот партизански одред и на другите единици од 50-та и 51-та македонска дивизија. Струмичките борци храбро се бореа против германските фашистички и нивните сојузници. На 18 април 1941 година Струмица е првиот град во Македонија во кој се организирале масовни демонстрации против легување на бугарската воена и цивилна власт, јавно демаскирајќи ја нивната наводно ослободителска улога. Струмица е меѓу првите градови во Македонија во кој уште на 11 октомври е направен обид за формирање и сфрлање на партизански одред. Поради недостаток на оружје, обидот бил неуспешен, но 9 месеци подоцна, во јули 1942 година, е формирано јадро на партизански одред. Следуваат активности за создавање на нови организирани формации, како и бројни борбени акции против фашистичкиот окупатор. Се разбира, целта на сите тие организацијски и војни дејствија била ослободување од јаремот на поробувачите и конечна разрешница за незавидната положба на граѓаните и нивниот живот исполнет со секојдневна тортура, страв, болка, страдање, гнев и безнадежност. И конечно, останал тој 11 септември 1944 година, кога над Струмица огреало првото слободарско сонце. Струмичкиот партизански одред под команда на Боро Поцков Мирко од Попчево преку Коритниче го кронисува својот победоносен поход со влегување во Струмица и со ослободување на градот од туѓата окупаторска власт. Борците од одредот биле со воодушевување пречекани од струмичани, а ослободувањето на градот било причина за огромна среќа и радост. Со тоа и сонот на борците и сонот на граѓаните на Струмица станал едно прекрасно јаве. Почитувани сограѓани, денес мора да бидеме горди на празникот што го празнуваме, на слободата што ја славиме, на градот во кој живееме. Слободата треба да ја почувствуваме во сите нејзини сегменти, а градот да го надградуваме по мерка на сите оние кои живеат во него. И за едното и за другото потребно е љубов, разбирање и многу труд. Во убав и слободен град треба да живеат слободни луѓе. Таквите слободни луѓе може да сторат многу повеќе и за себе, и за градот, и за Република Македонија. Нека ни е среќна 71 годишнината од ослободувањето на Струмица. Нека ни е честит и вековит 11 септември. Да сте ми живи, здрави и слободни. Благодарам.